Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Со вас во наредните 8 минути ќе биде Ведран Андоновски. Прегледот на најновите вести го започнуваме со американската реакција на протестите во Египет, што веќе траат трета недела. Белата куќа гледа напредок, но истовремено бара поширок диалог во транзицијата кон нова влада. Постои напредок во преговорите во Египет за надминување на напнатоста меѓу владата на председателот Хосни Мубарак и опозиционите водачи, смета американскиот председател Барак Обама. Неговиот коментар уследи откако египетскиот подпредседател Омар Сулеман по прв пат се сретна со неколку главни опозициони партии во обид да стави крај на протестите што навлегува во третата недела. Па сепак портпаролот на Стейт Департментот PJ Краули изјави дека САД се загрижени што преговорите не се доволно широки, затоа што има истакнати опозициони фигури кои не се вклучени во нив. А кризата во Египет несомнено има удел во порастот на цената на бензинот. За да го наполните резервоарот во САД, во просек джебот ќе ви биде полесен за $75. Владиниот оддел за енергетика потврдува дека цената на бензинот е највисока досега во 1 февруари. Стравувањето е дека таа само ќе расте, како што надоаѓа пролета. Во просек американците за 1 галон бензин во моментов плаќаат $3.13. Наефтино е во Вајоминг $2.83, а најскапо во Калифорнија $3.41. Потрошувачите велат дека започнале да штедат на гориво, а голем број размислуваат за новите модели на електрични возила. Најново од Холивуд. Некои од овие сигурно ќе добијат Оскар. Номинираните за најпрестижната американска филмска награда се собра на традиционалниот годишен ручек. Следното видување е на црвениот килим на доделувањето на Оскарите на 27 февруари. А кога станува збор за кандидатите за Оскар, продуцентите на филмот Говорот на кралот велат дека добил зелено светло од кралицата Елизабета, која наводно била трогната од портретирањето на незиниот татко и проблемите со пелтечењето. А финалето на американскиот фудбал Супербол не беше така супер за Кристина Агилера, која ги избрка стиховите додека исполнуваше националната химна пред почетокот на надпреварот. Оваа вест и натаму доминира на Facebook, Twitter и YouTube. Во продолжение на Newsflash. Февруари е месец на црнечката историја во САД. По тој повод ве подсетуваме на проектот Таскиги, приказна од облаците, за битката за расна еднаквост. Погледнете. Армискиот филм Крилја за овој човек од 1945 ги слави пилотите од проектот Таскиги, прва воздухопловна единица составена од афроамериканци во американските вооружени сили. Но овие пилоти кои извршувале борбени мисии за време на Втората светска војна биле пред бројни предизвици. Се обучувале на стари писти. Команданти им биле белци кои биле на таа позиција само за да добијат унапредување или додека не добијат прекоманда. Сегашниот подпредседател на Сдруженијето црнечки пилоти на Америка, Јуџин Стенли, раскажува дека тогаш имало толку голема дискриминација што експериментот бил осуден на неуспех. Експериментот Таскиги не беше за да покаже дека црнците може да бидат пилоти во елитни армиски сили. Беше создаден за да покаже дека немаме ментален или физички капацитет за комплексна машина како авионот. Очигледно не беа во право. Френк Грин, председател на црнечкиот оддел на пилоти во сојузната држава Мериленд, укажува на пионерот Џон В. Грин, овековечен во воздухопловниот музеј Коледж парк. Кога беше исклучително тешко црнците да пилотираат, тој не само што леташе, туку беше и првиот црнец кој поседуваше аеродром во Америка. Сега покојниот Џон Грин станал цивилен пилот во 1930-тите. Основал сопствен аеродром во Мериленд за да можат пилотите црнци како него да работат. Френк Грин вели дека иако прославата на црнечката историја е битна, сепак треба да се уважи дека и натаму постои дискриминација. Наведува бројот на црнечки капетани меѓу пилотите во авиокомпаниите е моште мал, околу 2%. Како решение предлага, налик на авијатичарите Таскиги и Џон Грин, денешните пилоти да бараат работа во помали регионални авиокомпании, од каде би тргнале по скалилото нагоре.
А сега на здравствена тема. Алармантни податоци од Светската здравствена организација. Лицата со висок холестерол не добиваат адекватен третман. Овој тивок убиец зема 17 милиони жртви годишно, а 80% од нив се во земјите во развој. Врската меѓу високиот холестерол и срцевиот удар не е ништо ново, но ново глобално истражување предупредува од епидемија на висок холестерол. Било спроведено врз 147 милиони луѓе и покажало дека се поголем број имаат висок холестерол. Уште позагрижувачки е што многумина од нив не се лекуваат. Во Јапонија, например, 53% од диагностицираните не добиле третман, а во Тајланд 78% никогаш не биле диагностицирани. Доктор Челзи Кидвел е директор на Центарот за мозочни и срцеви удари при клиниката Джорджтаун во Вашингтон. Како што земјите во развој го прифаќаат начинот на исхрана од западните земји, нивото на холестерол расте. Луѓето треба да разберат дека тоа е значителен ризичен фактор за мозочен удар и срцево заболување. Кардиоваскуларните заболувања се причината за над 17 милиони смртни случаи годишно. Светската здравствена организација наведува дека 80% од нив се во земјите во развој. Ризикот може да се намали со промена на стилот на живење. Доктор Джозеф Сабик од клиниката Кливленд советува. Ако имате вишок на килограми, треба да ослабеете. Ако не сте активни, треба да вежбате. Големо влијание имаат семејниот историјат и генетиката. Треба да направите драстични промени. Покрај ова, за лицата со мошне висок холестерол се препорачуваат и лекарства, но тие не се недостапни во земјите во развој. Лекарите, покрај редовната контрола, препорачуваат и помалку сол, масноти и одвикнување од пушењето. А во утрешната емисија, врската меѓу озонскиот смог и астмата, посериозна и поопасна отколку што досега се сметаше. Гледајте утре во Ньюсфлеш. Утре во Ньюсфлеш, невидлив и опасен. И најмала количина на озонскиот смог опасна по здравието. Гледајте утре во Ньюсфлеш. Го гледавте Ньюсфлеш на гласот на Америка на македонски. Со вас денес беше Ведран Андоновски. За повеќе содржини посетете не на интернет на гласнааmerika.com. Пријатна вечер. Се гледаме утре.